Здраво на сите! Веќе сме во полуфинале и секако имаме нови тимови и нови знаења. Денес со нас се Сет Бойс од приватното средно училиште Јахја Кемал и Телетабиси од средното општинско училиште Јане Сандански. Како се чувствувате? Супер. Сет Бойс? Убаво. Претходните емисии? Исто убаво и супер. Добро. Како ви беше конкуренцијата? Слабо. Слабо? А ова како ви се чини? Ќе видам. Добро. Истото и за вас прашање. Како ви се чини вашата конкуренција во минатите се емисии, како беше? Дали ги одговоривте прашањата добро? Прилично да сте ги померевме претходните емисии. Добро. За сега ќе видам. Значи може да започнеме со првата игра. Таа се нарекува да или не. Секој од тимовите добивате по 10 прашања кои ги одговарате наизменично. За секој точен одговор добивате по 4 поени. Прво прашање за Сет Бойс. Азбест е вид дрво? Не. Вашиот одговор е точен. Тоа е природен минерал составен од меки свиленкасти влакна. Телетабиси. Скандинавскиот знак А значи стоп. Да. Вашиот одговор не е точен. Овој е сообраќаен знак што значи река. Кафето потекнува од Бразил. Не. Точен одговор, кафето потекнува од Етиопија. Градот Куманово има поголем број жители од Охрид. Да. Вашиот одговор е точен. Сет Бойс. Хемискиот символ на скандиум е SN. Не. Вашиот одговор е точен, тој се обележува со SC. MCE е производител на техника звучна опрема. Да. Вашиот одговор не е точен. Италија граничи со Австрија. Не. Вашиот одговор не е точен, таа граничи со Австрија. Островот Кипар се наоѓа во Средоземното море. Да. Вашиот одговор е точен. Џингис Хан бил основач на Монголската империја. Да. Вашиот одговор е точен. Птицата фламинга не може да се сретне во Македонија. Не. Вашиот одговор е точен. Шесто прашање за Сет Бойс. Семјуел Бекет нема добиено Нобелова награда за литература. Не. Вашиот одговор е точен. Тој добил Нобелова награда за литература во 1969 година. Мадона на своето тело го има тетовирано лицето на Арета Френклин. Не. Вашиот одговор е точен. Вистинското име на 50 Cent е Артур Долар. Не. Вашиот одговор е точен. Неговото име е Куртис Џејмсон Џексон III. Човекот во футрола е дело на Антон Чехов. Да. Вашиот одговор е точен. Сет Бойс. Мексико се осамостоил порано од Америка. Не. Вашиот одговор е точен. Клеопатра имала дете со Јули Цезар. Да. Вашиот одговор е точен. Франческо Тоти нема играно во друг клуб освен Рома. Да. Вашиот одговор е точен. НБА звездата Андре Игудала бил поранешен играч на Детройт. Да. Вашиот одговор не е точен. Во турскиот јазик зборот фила значи чаша. Не. Вашиот одговор е точен. Златец е изворното име за месецот јуни. Да или не? Да. Вашиот одговор не е точен. Златец е изворното име за месецот јули. Со ова прашање ја завршивме првата игра и сега одиме на втората. Втората ви е проста математика. Дадени ви се 6 цифри од кои треба да добиете 3-цифрен број. При тоа да ги користите математичките операции од земање, собирање, множење, делење, загради и еднакво. За решавање имате 2 минути, а за презентација 30 секунди. Оној кој го има точниот број добива 20 поени, оној кој што го има приближниот добива 12. Доколку тимот кој што сгреши го има точниот, доколку тимот кој што сгреши при пресметувањето, може другиот тим, тоест му се дава шанса на другиот тим да одговара. Прва задача за Телетабиси. Добејте го трицифрениот број 665 со помош на математичките операции помеѓу броевите 2, 4, 6, 8, 20 и 35. Времето ви тече.
И другиот тим решава. Имате време. Уште сме на почеток. Имате уште една минута. Уште неколку секунди. Пет, 4, 3, 2, 1. Готово е со задачата. Кој број го добивте телетабиси? 6-6-4. Вие? 6,75. Телетабиси, презентирајте го вашиот резултат. 120 по 6 120 по 6 плюс 4. плюс 4. Го добивте? 6-6-4. Вашиот резултат не е точен и затоа ви имате право да го кажете резултатот. 8 по 20 по 4 плюс 35 е 6,70. 8 по 20 по 4 плюс 35. плюс 35. Добро. Вашиот резултат е точен, што значи дека вие добивате 12 поени. Втората задача е ваша Set Boys и гласи вака. Добите го трицифрениот број 715 со помош на математичките операции помеѓу броевите 6, 9, 6, 9, 15 и 50. Времето ви тече сега. Имате време. Треба да го добиете 715. Уште една минута. Уште неколку секунди. Пет, 4, 3, 2, 1. Готово. Кој број го добивте? 714. Вие? 726. Презентирајте го вашиот резултат се поис. 150 по 50. 15 минус 6 по 6 еднакво на 714. 50 по 15 по 15. минус 6 по 6 Минус еднакво на 714. Сет Бойс, вашиот резултат е точен и затоа добивате уште 12 поени. Во оваа игра телетабиси немате поени. Се вкупно
Сет бойс од двете игри имате 60 поени, а телетабиси имате 24. Продолжуваме понатаму со третата игра, Милионер. Оној кој има помалку број на поени, а тоа сте вие телетабиси, избирате категорија од следниве: музика, занимливости, географија или спорт. Добивате по 7 прашања и 4 понудени одговори. Точниот одговор ви носи 8 поени. Доколку вие сгрешите, Сет бойс имате право да одговарате и при тоа добивате 4 поени. Имате 30 секунди. Која категорија избирате? Географија. Прво прашање за телетабиси. Реката Шелби се наоѓа во под А Европа, Б Африка, В Азија, Г Америка. Се извинувам, Шебели. Во Азија. Вашиот одговор не е точен. Африка. Вашиот одговор е точен. Второ прашање. На која држава и припаѓа Аљаска? Под А Русија, Б Данска, В Америка, Г Кина. Во САД. Точен одговор. Кој е главен град на Турција? Под А Анкара, Б Анталија, В Бурса, Г Измир. А Анкара. Вашиот одговор е точен. На кој јазик се зборува во Куба? Под А италијански, Б шпански, В француски, Г англиски. Б шпански. Точен одговор. На кој континент се среќава кучето динго? Под А Северна Америка, Б Антарктик, В Австралија или Г Европа. Во Австралија. Вашиот одговор е точен. Во која држава се наоѓа градот Марсеј? Под А Португалија, Б Франција, В Холандија или Г Шпанија. Б Франција. Вашиот одговор е точен. И последно прашање, кој од континентите има најмалку население? Под А Азија, Б Европа, В Австралија или Г Африка. Во Австралија. Вашиот одговор е точен. Со ова ја завршиме вашата категорија. Сега одиме категорија за Сет бойс. Која категорија избирате, Сет бойс? Музика. Добро. Ебе вака. Првото прашање за вас е: квинта е музички интервал од под А 3 степени, Б 4 степени, В 5 степени или Г 6 степени. 5 степени. Вашиот одговор е точен. Колку студиски албуми има издадено британскиот бенд Beatles? Под А 23, Б 25, В 27 или Г 29. А. Не е точен одговор. Телетабис. Б, В или Г? Б 25. Вашиот одговор не е точен, точно е под В 27. Во кој град се одржува музичкиот фестивал Зигет? Под А Брисел, Б Будимпешта, В Берлин или Г Белград. Б. Будимпешта? Да. Вашиот одговор е точен. Axl Rose е фронтмен на рок бендот. Под А Def Leppard, Б Guns N' Roses, под В Queen. Б. Точен одговор. Purple Rain и White Wedding се песни на Pink Floyd, под Б, под А Pink Floyd, под Б AC/DC, под В ZZ Top или под Г Prince. Г. Вашиот одговор е точен. Кој од наведените термини значи изведување? Една иста мелодиска линија. Под А полифоно, Б хетофоно, В манофоно или Г монофоно. Монофон. Точен одговор. Кој италијански тенор го изгубил видот на 12 години во фудбалска незгода? Под А Бочели, Б Павароти, В Негрини или Г Вергер. А. Вашиот одговор е точен. Со ова прашање ја завршивме и оваа игра. Да видиме на кого му се погодија прашањата, Сет бойс. Ви се погоди музика? Да, на некој да спомени. Добро. Голем фан на музика. Добро. Супер. Вас? Дефинитивно не. Не географија. Добро, вака сега. Вие имате вкупно 52 поени, Сет бойс, а вие имате 48 телетабиси. Одиме понатаму со четвртата игра, се нарекува Следиме. Тимовите добивате по еден збор од нас и треба да формирате друг збор кој ќе започнува на последните две букви од првиот збор, а да не завршува на К и на Ко. Вкупно имате 120 секунди, а оној кој победува добива 8 поени.
За Sad Boys, хидроцентрала. Лаксатив. Лаксатив. Иваница. Иваница. Царство. Како? Царство. Царство. Войник. Войник. Ик. Икање. Икање. Негуш. Njegуш. Уше. Шепа. Шепа. Напа. Пантер. Пантер. Ерменец. Ерменец. Ец. Ви помина времето, што значи дека телетабиси добивате 8 поени. Сега збор за телетабиси. Карпа. Пантер. Пантер. Ерменец. Ерменец. На ецо. Вашето време изтече, што значи дека Sad Boys добивате 8 поени. Браво, супер, ово беше добра игра. Сега продолжуваме понатаму со петата и последна игра, тоа се логоата. За оваа емисија се суперхероите. Добивате, тимовите одговарате наизменично, за секој точен одговор добивате по 4 поени. Доколку едниот тим погреши, другиот тим има право да одговара и исто така да добие 4 поени. Имате по 5 секунди. За Sad Boys. Дедпул. Точен одговор. Телетабиси. Вашето време изтече. Флеш. Точен отговор. Пак за Sad Boys. Переро. Не. Дали вие може би знаете Телетабиси? Бананамен. Не, тоа е Робин. Телетабиси. The Boy Wonder. Времето ви тече, сконцентрирајте се и размислувајте. X-Men. Точен одговор. Sad Boys. Трансформерс. Не. Телетабиси. Не, Трансформерс. И на вас ви изтече времето, тоа е Autobots. Телетабиси. Бетмен. Точен одговор. Sad Boys. Супермен. Точен одговор. Телетабиси. Спайдермен. Точен одговор. Sad Boys. Black Widow. Точен одговор. Телетабиси. Скарфейс. Не. Sad Boys. Punisher. Точен одговор. Со ова последно лого ја завршивме оваа игра, а воедно ја завршивме и емисијата. Да видиме, Sad Boys го одговорија последното. Логото ви се погодија? Беа прелесни или лесни? Има някакви малко... Прелесни. Прелесни. Добро, за вас, што ви беше најтешко, што ви беше најлесно? Не беше тежко, но все пак на математиката най-много... Фиксен. Ви зеде многу поени. Много. Добро, вие Sad Boys имате 140 поени, а Телетабиси има 92 поени. Со Телетабиси се гледаме понатаму за трето место, а со Sad Boys се гледаме во финале. И вечерва за мојот изглед се погрижи Бутик Бјути. И ви благодарам што не гледавте и вечерва.